Благодарам, председателе. Токму заради ова последното се пријави за реплика меѓу другото и тоа најповеќе ми пречи. Прво, заради нашиот однос како луѓе и како колеги, пратеник кон пратеник, ова што го искажавте кон конкретниот колега наш Љупчо Димовски, прво не е во ред. Второ, сте правник, треба некои работи добро да ги прознавате однапред, да не им судите на луѓето. Трето, ве молам, немојте да се водите од оној еден орган кој што за жал, ево во моје лично име кажувам, го поддржавме и јас гласав, за жал заради тоа што се однесува во минатото како еден орган што некои органи што се однесува во 12 и 13 век по начинот на работа и по нивните методи кои што ги спроведуваат и по тоа што се играат со судбините на луѓето, конкретно и во овој случај. И ако добро видите и зошто и ги теретат луѓето, меѓу кои и овој конкретен случај, треба да го пофалиме, а не да го теретиме со некакво основано сомнение за злоупотреба на службена должност, заради тоа што ги штител интересите заради кои што бил поставен на тоа место претходно. Меѓутоа, за жал, направивме таков орган кој што, еве, така ја тера работата и се гледа колку има поддршка во граѓаните, односно кај граѓаните. Има 20% поддршка. Втора работа за која што се за реплика, ако сакате да бидеме конструктивни, целисходни во нашата работа, дајте да дискутираме за составот на оваа комисија и конкретно за персоналните решенија и за бројката, да не разговараме за постапките на председателот Ѓорѓе Иванов, ќе имаме можност и тука ќе ги судриме нашите аргументи. И трето, за кое што најповеќе се буневте, за членот 206 став 2 од Деловникот на Собрание на Република Македонија, кај што јасно е кажано, составот на комисијата или бројот треба да одразува соодветната застапеност на пратениците. Колега Сугаревски, во моментов мнозинство во Собрание на Република Македонија има ВМРО ДПМНЕ. Ако не верувате, пробајте не. Пробајте не дали има мнозинство во Собранието ВМРО ДПМНЕ. И треба добро да знаете дека во политиката има едно правило. Кој има 50+1 владее, другите само свиркаат, фрлаат со бои, меѓутоа додека не излезат на избори и не победат, никогаш нема да го имаат мнозинството во Собрание, конкретно и во нашево. Благодарам.